Фабриките од некогаш на Железара и понатаму го трујат Скопје. Овој чат станува секојдневие. Непогодени се жителите од Железара и Бутел, но штом ветерот дувне посилно, тогаш целата котлина ги чувствува последиците. Никогаш не било пострашно, обвинуваат граѓаните. Катастрофа е. Никогаш. Јас сум 40 години во ова населба. За овие 40 години, сега, мислам, последниве 3 години, во најлоша ситуација е ова. Минчо треба филтрите да си направи на електропечка и да не испушта ноќно време. Филтрите работат дења, а ноќе загадува кога не се гледа. Кога се испушта најчесто? Па навечер. И празници кога нема И за време на викенд. и за време викендите. Треба да си постават мерна станица, па таа мерна станица биде мер одавна. Од градот Скопје се прогласуваат ненадлежни. Од Управата за заштита на животната средина објаснуваат дека преговорите со Макстел како најголем загадувач овде ги започнале уште во 2006-та, но се уште нема резултати. Прво се правдале со кризата, сега со тешката економска состојба. Сепак, уверуваат од животна средина, крајниот рок за исполнување на еколошките стандарди е април 2014-та. Во спротивно, фабриката ќе биде затворена. Последиците од таквото загадување може да бидат катастрофални. Наша должност е да го спречиме тоа, а при тоа да не ја уништиме индустријата. Затоа даваме рокови. Меѓутоа, сепак, секој рок има граница, не може да трае бесконечно. Но уште една опција се уште останува отворена. Иако според законот 2014-та е крајниот рок, појаснуваат од управата. Ако владата одлучи поинаку, труењето на Скопје може да биде пролонгирано уште 7 години. Макстел се уште нема ни почнато со изградба на еколошкиот систем, а изградбата вообичаено трае со години. За да се испланира една таква постројка за пречистување на гасовите, може би треба 6 до 9 месеци, а изградбата може да трае 12 до 18 месеци. И покрај тоа што загадувањето е очигледно, се уште не е потврдено присуството на опасните диоксини и фурани, за кои има индикации дека се испуштаат од фабриките на Скопската железара. Македонија нема таква лабораторија. Од животна средина објаснуваат, дури и чадот кој доаѓа од овие оџаци е помалку опасен од материите што остануваат невидливи за нас.